Се поголем е бројот на дуќани во централното градско подрачје, на чии излози стои се издава. Празни трговски објекти стојат и на главните улици за кои некогаш беше невозможно да се изнајмат, какви што се, например, со улицата од автобуската станица кон градскиот парк или во продолжение по така наречената бутикџиска. Нови кираџии со месеци чекаат десетина дуќани. Дуќани изјаат празни и се издаваат и по улиците покрај кеот на Кочанска река, кај градскиот пазар, во повеќе новоизградените објекти, како и во трговскиот центар, кој инаку се меѓу најатрактивните локации. Покрај тоа тешко им оди и на сопствениците на дуќани во новите стамбени објекти, особено надвор од централното градско подрачје. Во помалите населени места, во селата, ситуацијата е уште понеповолна, бидејќи повеќето од нив буквално останаа без продавници, а тие што некогаш работеа сега се затворени со оглас се издава. Причините за затворањето на се повеќе трговски објекти и фирми има повеќе. Меѓутоа, една од основните е намалената куповна моќ на граѓаните и неповолната бизнис клима во градот, како и во населените места кои гравитираат кон Кочани. Ако бутикџиите своевремено се фалеа дека значаен дел од прометот им прават купувачите од Делчево, Берово и другите градчиња на истокот, сега се жалат дека тие практично го одминуваат Кочани и пазаруваат во Штип. Единствено нешто позначаен промет се остварува околу матурските прослави на почетокот на учебната година и за време на новогодишните и божикните празници. Ама откако се појави пандемијата со COVID-19 и тие прометни шпицеви драстично се намалија и ни оддалеку не се доволни за да обезбедат опстанок и екзистенција на малите трговски бизниси.